Продолжуваме со статистички техники на мирење во психологијата. Сега ќе зборуваме за популација и мостра. Во претходното видео, кога зборевме за методи на истражување, спомнавме дека во следното видео ќе бидат обработени поимите популација и мостра. Популација и мостра, односно мостра, најмногу се користи во методот анкетирање. Што тоа значи? Значи, психологијата од самото нејзино основање претендирала кон мерење на различни аспекти на однесување на човекот, брзината на учењето, скали на ментални способности, моќта на мотивацијата и други особености на личноста. Психолозите на добиените резултати, значи по примена на методите на истражување, во зависност од што ни е предмет на истражување, избираме кој соодветен метод ќе го користиме и потоа со помош на статистички техники ги обработуваме добиените резултати, односно ги претвараме во бројки со цел да можат да се споредуваат, да се рангираат, да се мерат и така натака. Што е популација? Популација е нешто што ги опфаќа сите лица, членови на одредена група која што се проучува. Например, кога правам одредено истражување, ме интересира одреден став. Популација ми се сите оние лица, сите оние единки кои што ми влегуваат во истражувањето. Например, да речеме дека предмет на истражување ми е задоволството на средношколците од 4-та година гимназиско образование во град Скопје од онлайн наставата. Хипотеза е предпоставка што би добила јас како испитувач, предпоставувам дека средношколците од 4-та година гимназиско образование во град Скопје не се задоволни од онлайн наставата, например. Во овој пример, популација ми се сите единки кои што ми се предмет на истражување, односно популација ми се сите средношколци од 4-та година гимназиско образование во град Скопје. Примерок или мостра е репрезентативен дел на масата, значи на популацијата, со кого наблюдуваната карактеристика се појавува приближно исто како и во целата маса. Што ова значи? Многу често при анкетирање се случува популацијата врз која што работиме да е огромна. Бидејќи е невозможно на толкава огромна популација да се работи и да се испита, од таа популација ние земаме одреден примерок или мостра врз кој што ќе работиме. Во статистиката примерокот се користи за да се оценат карактеристиките на популацијата врз основа на податоците од примерокот. Што ова значи? Ако ние на соодветен начин со запазени статистички протоколи го извлечеме примерокот од популацијата, со оние резултати кои што ќе ги добиеме од примерокот, ние може да генерализираме на ниво на цела популација, односно да кажеме да, ние ги добивме овие резултати, во претходниот пример ставот на средношколците, например, од примерокот што го испитавме, излезе дека средношколците не се задоволни од онлайн наставата и со тоа може да генерализираме, односно да кажеме дека да, средношколците од 4-та година гимназиско образование во град Скопје не се задоволни од онлайн наставата. Зошто е ова важно? Ако ние на несоодветен начин го извлечеме примерокот од популацијата каде што често се случува, ние не можеме да генерализираме и да кажеме да, средношколците не се задоволни, туку може да кажеме само тие и тие средношколци кои што ги прашавме, тие не се задоволни, а не да генерализираме дека сите средношколци се незадоволни. Примерокот, како што веќе споменав, треба да биде репрезентативен, тоа според својата структура да одговара на основата на масата од кој што е земен. Според начинот на избор имаме намерни и случајни примероци. Намерни се кога се формираат од единици на масата според лично убедување на истражувачот. Случајни се кога ги бираме со случаен избор на начин на кој што сега ќе го објасниме.
Случајниот примерок дефинитивно е најсоодветен за да може да изгенерализираме одредена да си го изгенерализираме одредениот предмет на истражување. Што би значило намерен примерок? Намерен примерок е кога намерно одам кон одредена група, не ја бирам случајно, да речеме ме интересира, ајде повторно да се вратиме на претходниот пример. Ме интересира какво е задоволството на средношколците од 4-та година гимназиско образование во град Скопје од онлайн наставата. Намерен е кога јас намерно ќе отидам кај одредена група на средношколци. Например, ако јас сакам да ми се потврди хипотезава која што однапред сум ја поставила, одам кај тие средношколци, за примерот ги зимам, што претпоставувам дека не се задоволни од онлайн наставата, па како популација или како мостра ќе ги земам средношколците кои што се дел од, да речеме, бойкотираат или протестираат против онлайн наставата. Во многу случаи, намерениот примерок се наоѓа за да ни се олесни целиот процес, односно е банално во одредени случаи да бараме случајни примероци. Например, ако јас треба да анкетирам заболени со одредена дијагноза, да речеме пациенти со дијагностицирана шизофренија, јас намерувам пациенти со дијагностицирана шизофренија, одам директно и ги анкетирам оние кои што се заболени од шизофренија. Случаен примерок е малку посложено да се извади, но дефинитивно, како што веќе кажав, е многу посоодветено од колку било кој друг начин на излекување на примерок. И случаен примерок е оној со кој при изборот на единица, секоја единица има однапред позната веројатност да биде избрана. Што ова значи? Кога ние од една популација вадиме примерок или мостра, главното и базичното правило, кое што треба да го имаме на ум и кое што ако го прекршиме не би имале релевантни податоци, е тоа дека секоја единка која што е дел од популацијата треба да има подеднакво право да ни влезе во примерокот. Само тогаш може да кажеме дека да, резултатите кои што ги добивме се релевантни и ние може да генерализираме на ниво на популација. Како би било тоа во овој пример, кој што работиме во ова видео? Ако мене популација ми се сите средношколци од 4-та година гимназиско образование во градот Скопје, јас од оваа популација во примерокот на сите треба да им давам подеднакво право да влезат во мострата или во примерокот. Ако јас ова истражување го правам на Facebook и да речеме пуштам една анкета на Facebook, на мојот профил на Facebook и ајде ве молам сите кои што сте 4-та година гимназија, ве молам потполнете ми ја табелата. Јас не го правам тоа правилно, затоа што не сум дала на сите подеднакво право да влезат во истражувањето. Претпоставувам дека на Facebook нема да го одговорат само од 4-та година гимназиско образование, може некој ќе го одговори од 3-та година. Од старт сум ги исклучила сите оние кои што не ја користат оваа социјална мрежа и немаат пристап до интернет. Од старт сум ги исклучила оние кои што едноставно не сакаат да се замараат со анкети, не сакаат да пополнуваат анкети и така натака. За јас на сите да им дадам подеднакво право во случајов, јас би требало да ги имам, да ја имам базата каде што се наоѓаат сите средношколци од 4-та година. А во овој случај базата ми се сите дневници од 4-та година гимназиско образование во сите гимназии во град Скопје. Од Ѓорче до Драчево и така натака. Тука имаме неколку примери за кои што мислам дека кога ќе ги објасниме уште ќе биде појасно што е популација, што е мостра. И имаме одреди која е популацијава на следниве истражувања, наведи на кој начин ќе се изведе примерокот. Еве првиот пример, предмет на истражување, вика
Правам, на пример, истражување каков е ставот на вработените на клиниката за инфективни болести околу протоколите за заштита од коронавирусот, актуелна тема. Во ова истражување, популација ми се сите вработени на клиниката за инфективни болести. Примерокот на најсоодветен начин би го, би го извлекла од популацијата, доколку во првичниот список во популацијата ги имам сите вработени на клиниката за инфективни болести и ако на пример тоа се да речеме карикирам 1000 медицински лица, јас решам си одредам како истражувач го имам тоа право да одредам дека од популација од 1000 од 1000 луѓе доволни ми се 200 да ми бидат во мојот примерок. Од списокот на овие 1000 го зимам, на пример, секој 5 за да ми влезе во примерокот. Па така првиот ќе ми биде првиот од списокот на вработените. Вториот во мострата, во примерокот, ќе ми биде 5-тиот од списокот на вработените, кои што се дел, нели, од целата популација. И така натака. Вториот пример ни е задоволство на наставниците во Република Македонија од Министерството за образование и наука. Во овој пример, популација ми се сите наставници во Република Македонија. Значи, и наставниците во градот Скопје, и во секој друг град, и во рурална средина, и во урбана средина, буквално сите наставници кои што работат во Република Македонија. Мострата, односно примерокот, би го извлекла на тој начин што повторно би дошла до одреден список на сите наставници и одредам колкава ми е бројката и од тој список, каде што на сите, зошто список? Затоа што во тој список давам подеднакво право на сите да влезат и влегуваат по случаен избор на кој што јас претходно ќе го одредам. Дали тоа ќе биде ќе ми влезе во мострата секој 5-ти, секој 10-ти. Дали тоа ќе ми биде ќе фрлам коцка, па коцкава ќе ми каже која бројка ќе влезе. Дали ќе биде ќе отворам книга, па на која страна ќе ми се падне тој број ќе влезе. Не е важно. Важно од онаму каде што ги влечам за да ми влезат од популација во примерок, ги има сите кои што се дел од популацијата. Третиот случај, пример за предмет на истражување, вика што мислат полнолетните граѓани на Република Македонија за поскапувањето на цената на струјата. Предмет на истражување ми се сите популација ми се сите полнолетни граѓани на Република Македонија. Најверојатно популацијата и примерокот ќе ги извлечам од местото каде што сите сум им дала подеднакво право да влезат, односно местото каде што се наоѓаат сите полнолетни граѓани на Република Македонија е избирачкиот список. Па, мострата би ја влечала од граѓани на Република Македонија кои што се наоѓаат во избирачкиот список.